Ве поздравувам и посакувам убаво утре, ве поканувам да останете со нас на Канал 5 телевизија. Утринската програма Здраво Македонија денеска ве носи убаво место во нашиот градски парк и ќе позборуваме со една убава и прекрасна млада дама која што ќе ни ја раскаже својата животна приказна. Како всушност таа излегла од депресија со вежбањето. Ни носи една интересна техника која што доаѓа од Америка, екстрим хип-хоп, но многу повеќе за ова и што всушност таа како дошла до идеја да ни ја донесе и незината приказна ќе ни ја раскаже токму таа. Андријана, добро дојде во Здраво Македонија и еве драго ми е што имаш храброст да позборуваш за она кое што лично тебе ти се случувало, а од друга страна ете да слушнат гледачите и можеби некој се соочува со исто такви работи, едноставно да ги охрабриме. Да, здраво. Јас сум Андријана или Ани, значи сум сертифициран инструктор по екстрим хип-хоп. Тоа е фитнес програма која што вклучува степ аеробик и хип-хоп музика, но може да биде вклучена и некој друг стил на музика, како што е латино музиката или народната фолк музика. Ова е фитнес програма која што исто така помага за физичкото здравје, но и за менталното здравје. И е всушност доста забавно, тоа е поентата, нели, да биде забавно, кардио во кој што луѓето ќе уживаат. Како што кажав, имаш своја лична приказна, зошто токму оваа техника ја имаш одбрано за да вежбаш, а потоа нели секако и да направиш своја група и да ја споделуваш со луѓето? Со ова програма, фитнес програма, се запознав од 2019 година, кога беше коронавирусот, нели, насекаде, и дознав од Инстаграм за тоа. И знам дека добив дури така подарок степ аеробик и правев дома всушност степ аеробик, нели екстрим хип-хоп. Но за тој период многу сакав да го запознам основачот и цело време си велев, леле Андријана, кога ќе го запознаеш, нели, Фил и нели во живо и ова фитнес програма. И токму во 2023 година, кога бев во многу тежок период и всушност бев во депресија поради тоа, се случува оној префертен момент кога јас одам службено во Америка и го запознавам основачот нели на ова програма, фитнес програма, отидов на час таму и токму тогаш ја осетив таа енергија која што мислам дека им е потребна на луѓето. Токму тогаш се случи некоја промена во мене и ми го допри срцето и така одлучив да станам нели инструктор по оваа програма и да ја донесам и во Македонија. Какви се ете, каков е одзивот од оние девојки кои што доаѓаат, со кои што вежбаш сега? Па одличен, јас сум многу радосна и благодарна дека гледам нели заинтересираност од Македонија, особено нели во овој период сега и дека девојките се заинтересирани, сакаат да вежбат и дека им е забавно и дека им помага не само за физичкото здравје, но и за менталното здравје. Така, како што спомена, ова програма не се вежба само на хип-хоп, туку може да се вклучи и друга музика, па еве ти одлучи да ја вклучиш македонската музика. Да, токму така, да, тоа беше сосема интересно. Па, видете, ние сме македонци, нели? И имаме своја музика, своја традиција, своја култура. И од таму јас решив да пробам нешто на нашата музика, да пробам да видам како ова ќе одговара на нашата музика. И многу ми беше интересно да пробам на народна музика, малку со народен шмек. И всушност одговара и токму тоа е она што и јавноста го сака и се заинтересирани. Јас сум радосна и ќе се трудам да воведувам нели такви рутини за нашите учесници. Забавно ли ете да се вежба што се вели на народна музика, на степер? Да, и така како е забавно, навистина е многу забавно. Па нели, тоа не разликува нас како македонци, ние нели сакаме народна музика, сакаме да танцуваме на народна музика. Сега кога ќе воведиш чекорите на екстрим хип-хоп, нели со народната музика станува уште позабавно. По што специфично ги спомена чекорите? Што се разликува, да речеме, овој начин на вежбање од останатите? Па има специфични чекори, основни и потешки чекори, кои што се создадени и креирани, нели кои што може да се изведуваат точно на самиот степер, и го прават да биде, имаме ние едно мото што се вели make step great again. Се прави всушност степерот да биде уште позабавен од претходно кој што е. Така. Каква ете опрема е потребна за овој тренинг? Само степ
Ништо друго, степерот, да. Добро, она кое што треба девојките го носат како тебе, патки, хеланки или да, една маечка, колку време трае еден тренинг? Максимум 1 час, толку трае, да, со истегнување, нели, и загревање. Така. Што најчесто девојките кои што тренираат со тебе ти поставуваат како прашање или пак некое барање, можеби? Да, тие се многу така настроени да ги научат чекорите и поставуваат прашања како да ги научат чекорите, затоа што има чекори кои што треба да се научат и тие се прашањето ќе ги поставуваат како да го научам тој чекор, ама зашто не можам да го направам. Но исто така прашуваат и доста прашања, на пример како да се загреат, како да се истегнат, нели доколку ги боли нешто, како да се хранат поздраво, како да се стекнат навики. Јас сум така исто и лайф коуч и помагам, нели, од таа страна можам да помогнам, нели, за исхрана исто така. Така да, тие се прашањата кои што ги поставуваат. Андријана, ти благодарам многу што ја сподели твојата лична приказна. Ти посакувам многу успех во она кое што го работиш и секако и понатаму да се вежбате на македонска музика. Да, токму така, да. И јас сосема ги поканувам, доколку гледачите сакаат да пробаат, ги чекам на час. Првиот час е бесплатен, пробен час, така да ќе ми биде драго, нели, да дојдете да учествуваат во ова фитнес програма кој што ќе помага, нели, и за физичкото здравје и за менталното здравје. Така е. Убава порека, почитувани мој. Еве, доколку сакате нешто поинако да пробате во следниот период и нешто да си направите за себе, посетете некој ваков поинтересен час. Останете и понатаму на Канал 5, продолжуваме со Здраво Македонија.